Време е за гостите, за разговорите и за содржините кои што ви ги најавив од прилика пред 20 на минути, а ви најавив дека прва наша денешна гостинка ќе биде една млада дама која, иако има само 24 години, представува една од оние наши чувари на традицијата, долгогодишен член на ансамблот Кочо Рацин, кореограф, вокален солист, инструменталист, играорка и дама која што навистина инспирира и не подсетува дека треба да си ги знаеме корените и дека треба да си ја познаваме традицијата. Ангела Богдановска, добре ни дојде во студиото. Добро ве најдов, фала на поканата. Драго ми е што првото утринско кафе го пијам со тебе заедно и што ќе проговориме за се она со кое ти се идентификуваш од твоето најрано детство, ама и за најновото, наградата, високото второ место кое што го заработи во Закопане, Полска, на еден од најголемите фестивали во Европа, каде што вие со ансамблот Кочо Рацин по втор пат настапувавте, така? Втор пат, да. Првиот пат бил 1993 година, каде што и мојот татко е исто игрорец и мојата мајка биле на тој фестивал таа година и го имаат освоено третото место од жири и првото место од публика. 2021 година сега бевме ние, јас, мојата генерација, и се надпреварувавме во 3 категории. Во игрорската категорија добиваме трето место. Во оркестарска изведба, традиционалниот оркестар, добиваме специјална награда за најдобра традиционална изведба на ората и секако јас второ место добивам во категоријата традиционални пејачи солисти. Значи си презентирам 3 песни традиционални, го добивам второто место, и задоволна сум, Беше ли горда. силна конкуренцијата баш во оваа пејачка вокална категорија? Да, беше, значи имаше преку 17 земји кои што се надпреварува, така што беше. Какви песни одбираше? Дафина Платно белеше е песна која јас за срамота можеби е тоа за многумина, но прв пат ја слушнав откако ти сподели видео на социјалните мрежи токму од настанот во Закопане и за мене беше тоа непозната песна, но толку многу специфична, карактеристична и нешто што веројатно ти долго си го истражувала. Какви беа останатите две песни? Останатите две песни исто беа традиционални, значи Јовка Кумановка и Моме стое. Тоа таков жанр на песни ми одговараат, ми лежат традиционални народни песни. Јас имам завршено и во средното музичко училиште. Одсек традиционална музика. Насока за традиционална музика и игра. И таму и прв пат се запознавам со пеењето јас, затоа што например со играњето сум од која знам за себе и со игрорска фамилија. Кога прв пат мама и тато те однесоа на проба? Се сеќаваш или откако проводе? Откако проводе, таму проводе буквално. А како официјален член, значи на ансамблот сум од 2004 година, на мои 5 години сум почната со играње. Така, секоја чест на вистина, тоа толку е убаво кога оваа семејна приказна трае и расте и би било убаво и ти со твоите идни поколенија да ја продолжуваш оваа приказка. Кочо Рацин во периодов се соочи со една немила ситуација, да ја наречам, поради изградба на еден голем трговски центар, остана без простори, без своите простори од кои што од самите почетоци Кочо Рацин постоеше таму во центарот на градот. Значи од 1980 година бевме на улица Железничка во центар, буквално тој простор, тие простори беше музеј тоа. Значи, влегуваш, на секој зид имаме фотографии од наши спомени, награди, носи, се, инструменти. Значи, жално е што го срушија тој објект, но еве да упатам благодарност до општина Центар, која што ни најде простор за вежбање понатамошно. Едноставно жално е некој ансамбл како Кочо Рацин, кој што е најстариот ансамбл во државава, да остане без простори и да пропадне. Да. Но вие продолживте да работите благодарение на добрата соработка и сега сте сместени, привремено сместени во основното училиште Гоце Делчев во Центар, каде што работите повторно со неколку групи на дечиња. Така. Во колку? 3 групи? 3 возрастни групи? Сега, да. Првата е почетничка група, најмалите, значи сеја кои што се запишани. Понатаму иде поголемата детска група, кои што се веќе поискусни малечки. И првиот ансамбл, елитната група, каде што членувам и јас. И имаме доста и повозрастни игрорци, значи преку 30 на години, годишни, кои што доаѓаат редовно на проби,
Значи имаме доста секоја чест. Кадар. Ова е убава информација за центарци, особено за оние кои што навистина знаат колку е важно нашите деца да ги насочиме, да си го научат фолклорот, ако не повеќе, барем рекреативно да членуваат во некое културно-уметничко друштво. Значи, за една толку многу символична цена, помалку од 10 евра месечно членарина, може вашето дете да научи да танцува, да ги игра сите наши познати македонски ора и доколку навистина сте заинтересирани, уписите можат и сега да се случат, иако е крај на учебна година или крај на сезонава, како би го нарекла, не знам. Така. Не постои сезона и не постои некој период за уписи. Сите кои што сакаат да ве најдат, ќе ве најдат во Гоце Делчев или на социјалните мрежи, каде? Социјалните мрежи, значи имаме страница на Facebook Ансамбл за народни песни Ора Кочурацин или на Инстаграм Ансамбл Кочурацин. Ансамбл Кочурацин, одлично. Кажи ми нешто повеќе за твоите почетоци. Колку и многу ме интересира дали секој може да научи оро, дали е неопходен талент или со многу посветеност и со многу голема желба и мерак можеш да научиш да играш оро? Талентот мора да го има, некоја предиспозиција мора да има, но секако само како талент не може да остане без работа, без упорност, без искуство и ако не имаш осет за ритам, тешко дека ќе можеш да се снајдеш. Да. Какова паралела би направила од годините кога ти велиш откако проодев сум на проба во Кочурацин? Каква паралела ќе направиме тогаш кога се уште мобилните телефони, интернетот се уште не ни беа толку многу обсесија и на нас возрастните и на вас младите и на децата сега на оние помали генерации кои што се буквално заврзани за својот телефон и ги фаќа паника ако немаат полнач, ако нема интернет, ако нема Wi-Fi мрежа, едноставно светот како да не постои. Има ли разлика? Како се однесуваат најмалите на проба? Има огромна разлика во интересот. Значи, во мое време, јас кога започнував во нашиот ансамбл барем, имало и повеќе кореографии, наставници и секој еден наставник имал преку 5 групи на деца, кои што во една група 40 деца можело да има и преполна била салата. Сега, за жал, значи, се послабо и послабо интересот, поготово кај машките деца. Некако имаат уверение дека игрорната е женски спорт. Тоа некако име сега актуелно. И за жал... Како и за балетот, како и за танците модерни, навистина се поретко машки деца се зачленуваат таму, иако балансот си го бара, танцот е создаден за двајца, и за едните и за другите. Штета што навистина машките деца се определуваат исклучиво само за некој спорт, без разлика дали е колективен, индивидуален, додека девојчињата на танц. Има ли некоја интересна случка низ годиниве, на проба, на настап, на турнеја да ни прераскаже? Знам дека најголемиот дел од она што си сега денеска и како инструменталист на тамбура и како вокален солист и како кореограф и како играорка го стекна од искуството на мајката и на таткото и ги поздравувам многу доколку не следат, сигурна сум дека не следат, но еве сигурно постои нешто интересно што ќе го споделиме. Постојат многу интересни случаи. Еве во моментов да спомнам за турнејата во Белгија 2013 година. Значи после граница унгарска поминуваме, на првата бензиска ни застанува дефект автобусот и 31 час сме ние на бензиска. 31 само толку. Час. И буквално додека чекаме, првин требаше автобус да дојде од Белград, па после од Кичево го чекаме и си правевме концерт надвор на бензиска. Се. И песните и ората. Кој како застанува нели на бензиска од попатно, онака ни се придружува публика. Заработивте ли нешто? Беше јако, наистина. Тоа ни е една случка која што тогаш може би ни делувала некако застрашувачка, некако тешка, но сега се памти. Па среќа што бевте на бензиска, па имавте и јадење, и пиење, и тоалети, се останато, еве споделуваме и фотографии од ваши патувања, настапи. Така, од Закопане, од Полска. Ова е најнова фотографија, традиционалните инструменти. Колку инструменти свириш освен тамбурата? Значи, тамбура и клавир, и чукам на тапан. Чукаш на тапан. Секоја чест, Ангела, на вистина ти се восхитувам и тебе и на останатите кои што знаете колку значи сето ова да го практикуваш, да инспирираш и верувам дека и ние ќе успееме, ако не многу, ама
барем малку да успееме да инспирираме од родителите, бабите и дедовците, сите оние кои што не следат, бидејќи учениците во моментов се на час и не следат, но да ги поттикнеме повозрасните да ги донесат нивните најмили, најмали на проба за да видат како изгледа понеделници и четвртоци. И четвртоци од колку часот снимате проби? Понеделник од 20 часот до 22 часот, четврток е од 19. Четврток од 19 во салата за физичко воспитување во Гоце Делчев. Можат да дојдат, да ги донесете вашите деца и да видите како изгледа една проба во ансамблот Кочо Рацин. Ти си инаку идем педагог, професор, студираш при крај си веќе уште некој испит на педагошкиот факултет и верувам дека прекрасно ќе можеш да го пренесуваш твоето знаење и на генерациите со кои што ќе работиш во иднина. На фотографиите погледнавме една твоја фотосесија со убави носи. Какви се носи беа тоа? Тоа беа носи од Скопска Блатија, од Овче поле и од Маријовско поле. Каде што пеам во Закопане, тоа е Маријовско поле. Успеавте ли да згрижите се од носиите кои што ги имаше Кочо Рацин, бидејќи јас сум била во тој мал мини музеј таму на улица Железничка, каде навистина тоа е богатство, тоа навистина врие од емоција на секој чекор, но верувам дека се успеавте добро да згрижите и да заштитите. Секоја чест на вистина. На самиот крај од разговорот јас би сакала да те замолам ако можеш да ни ја испееш барем наградената композиција, за неа имаме време. Дафина платно белеше. Јас ја слушнав за прв пат пред некој ден. Верувам дека ќе ги има многу од гледачите кои исто така за прв пат ќе ја слушнат, но сигурна сум дека ќе вреди тоа повеќе. Дафина платно белеше Дафино моме на бели Дунав на вода на бели Дунав на вода Дафино моме силен ми Дунав дотече. Браво, навистина прекрасно, толку емотивно, толку точно, толку чисто, интонативно, прецизно, секоја чест. И благодарам. Исклучително тешко, па и за рано наутро, верувам дека дополнително потешко, така, нели? Кој те воведе во овој свет на вокалното музицирање, иако за играорното знам? Така. Во вокалното музицирање ме воведе професорката Елена Андоновска, таа е вокален солист на танец. Таа ми беше прв ментор, прв професор со која што започнав јас во овие води и онака, значи, претходно ја предсредно не знаев дека имам некој талент, можеби за пеење, никогаш не сум пеела предсредно да се запишам, ама сега таму имаме задолжителни предмети, народно пеење, народни ора и морам да пеам. Ама Бог бил дарежлив во твојот случај. Секоја чест на вистина, ти посакувам вакви песни да издадеш и да направиш и албум, како што има и професорката Елена. Може и така. И да го промовираме во некоја следна прилика, да се отвори патот. Прекрасно. Ангела, многу ми е драго што споделивме дел од твојата играорна музичка кариера, дел од Кочо Рацин. Можеби малку имавме време, но сигурна сум дека некој следен пат ќе проговориме многу повеќе. Среќа посакувам на секој ваш иден настап и поздрав до семејството, до мама и тато најмногу. Благодарам многу.